Во Стејт департментот на Соединетите Американски држави се одржува втората сесија од стратешкиот диалог со Македонија. Делегацијата ја предводи министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски. Во Вашингтон е и колегата Александар Спасовски. Го имаме во живо во Централниот дневник. Александар, има ли некакви официјални информации од разговорите? Иван, разговорите практично технички се уште се во тек, имајќи предвид дека пред некои 5 до 10 минути заврши онаа билатерална средба која што министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски имаше со американскиот заменик државен секретар Кристофер Ландау. По средбата Муцунски рече дека на неа станало бил поздравен овој начин на продлабочување на соработката помеѓу Македонија и Соединетите Американски држави. Биле детектирани конкретни полиња на кои што двете земји можат дополнително да ја зголемуваат соработката. Имаме изјава од министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски која што ја даде пред 5 до 10 минути. Имавме исклучително продуктивна средба со заменикот државен секретар Ландау. Секако ги потврдивме одличните билатерални односи и тој самиот потврди дека нашата држава е една од клучните партнери на САД не само во регионот, туку и во Европа. Зборувавме за многу заеднички проекти поврзани со областа на енергетиката, од областа на одбраната и безбедноста. Исто така зборувавме и за глобалните предизвици кои што во моментот постојат и кои што навистина не загржуваат не само нас, туку и целиот свет. Задоволни сме од тоа за кое што се координиравме и секако стратешкиот диалог продолжува и во текот на денот фокусиран на клучните области на билатералната соработка. Да, Александар, ја слушнавме од изјавата на Муцунски дека се разговарало и за одбраната и за глобалната безбедност. Дел од делегацијата се и министрите за внатрешни работи и за одбрана. Има ли некаков конкретен договор за соработка во областа на безбедност? Да, има министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, кој што е исто така дел од оваа делегација, рече дека веќе се договорени околу $3 милиони кои што доаѓаат како помош од Соединетите Американски држави и кои што ќе се користат за надградба и подобрување на оние системи за следењето на движењето меѓу границите, за спречување и борба против тероризмот. Имаме дел и од неговата изјава. Денес имавме одлични разговори на тема безбедност. Македонија, односно Министерството за внатрешни работи, добива поддршка од околу $3,5 милиони од Соединетите Американски држави, кои што ќе бидат насочени особено во делот на граничната полиција и борбата против тероризмот и транснационален организиран криминал. Така да сметаме дека со сите овие заеднички чекори кои што ги превземаме во минатото и со сето на кои што ќе следи во иднина, и како ќе ја зајакнеме безбедноста не само на македонските граѓани, туку и на сите оние кои што, да речеме, транзитираат низ Македонија и секако би можело да влијаат на било каков начин на безбедноста и на Соединетите Американски држави. Следствено на тоа, се она кое што беше превземено како чекори во рамки на она кое што претходеше на стратешкиот диалог кој што ги имавме, навистина сум сигурен дека во иднина ќе даде одлични резултати. Александар, денеска премиерот Мицковски овде во Скопје објави повеќе детали во однос на конкретни инвестиции во енергетиката. Успеавте ли да добиете некакви дополнителни информации во однос на овие инвестиции во САД? Не, до овој момент практично немаме дополнителни информации од оние кои што ги соопшти премиерот, а тоа е дека е договорено американска компанија да почне со постапка на испитување, подоцна и ископување на редок минерал кој што се наоѓа во Кривопаланечката област, потоа тој да го транспортира до Соединетите Американски држави каде што би се обработувал. Премиерот Мицковски денеска исто така кажа дека негова желба е и проектот Чебрени галиште да и биде даден на американска компанија. Имаме и ова изјава. Тоа се неколку области во кои што очекуваме да се постигне голем напредок. Истовремено да се промовира една инвестиција во еден значаен производен објект, а тоа е рудата Антимон, која што ќе се експлоатира во близина на Паланечкото село Луке, во Кривопаланечкото село Луке. Редок минерал, нешто кое што
наистина може за нашата економија да значи многу. Веќе таму истрагите се при крај и очекувам многу скоро да биде тоа започнато. Ке се извезува во Соединетите Американски држави од инвеститорите. Ја добив информацијата дека топлоницата би се градела во Оклахома во Соединетите Американски држави, така што еден заокружен циклус и нешто кое што е многу важно за Македонија како држава и за нас како граѓани. Биде понуден проектот Чебрени гариште на потенцијални американски инвеститори, нешто што представува моја лична цел и моја лична желба. Иван, за крај уште би додал дека практично голем дел од разговорот се посветуваат на онаа сајбер безбедност, од оние информации кои што ги имам. Договорени се серија на соработки помеѓу службите на Соединетите Американски држави и македонските служби во насока на подобрување на сајбер безбедноста во Македонија. Исто така одбраната е една од клучните теми. Веќе е познато дека Македонија неодамна ги доби првите практично војни возила од Соединетите Американски држави. Таа соработка дополнително ќе се продлабочува. Настаните се уште се во тек. Овде е некаде 13 часот по американско време. Доцнаво попладнево практично ќе продолжи оваа сесија на стратешкиот диалог. Нови информации очекувам за во првите вечерни вести. Да, Александар, ќе ги следиш случувањата, ќе ти имаме со најновите информации во следните информативни изданија на телевизија Сител. Благодарам за ова вклучување.